Денес тука мој модел е Ирина Спировска. Таа има убави негувана кожа, што е многу битно, но денес ќе покажуваме трикови како тие убави црти да се истакнат. Најпрво, започнуваме со чистење на лицето. Многу битен податок е тоа дека треба да биде добро припремена кожа, добро хидрирана, за да може да изгледа безпрекорно и сјајно. Следува нанесувањето на пудрата, кој што во овој случај ја нанесувам со прсти за добро да се впива во кожата, а вишокот ќе го тргнеме со сунѓерче. Сунѓерчето ќе ја впие вишокот количина на пудра и ќе изгледа сјајно. Следен чекор е коректор. Многу битно за коректорот е да се каже дека не треба да има премногу количина под окото. Треба со минимални истапкувања под очите, на средина на челото, на носот и брадата. Со нежни тапкања го разнесуваме на лицето. Исто така многу битно за коректорот е дека не треба да биде прегуст и еден трик кој што може да се го примените кога станува збор за коректор, слободно може да го мешате со вашата дневна крема или серум за околу очи. Ги припремаме очните капаци, за да може да нанесуваме сенки. Следниот чекор кој што ќе го покажеме е матирањето на лицето и исто така морам да го потенцирам тоа дека премала количина е доволна и одредени делови од лицето за да се матираат, а тоа да не изгледа премногу и да не се собира во порите. Со благи стапкувања и оние баш делови само кои што сијаат во текот на денот или само Т-зоната и околучната регија. Очите ги исцртуваме на отворени. Отворете си ги очите за да може да го постигнете ефектот. Ја пратите линијата која што ќе си ја создадете. Со друга четкичка ќе го блендате моливчето. И се така морам да напоменам дека многу битен дел се очите во оваа шминка, мора да бидат истакнати. Следниот чекор е блендањето со иста сенка или приближно како моливчето, за да може да го сетираме. За да окото изгледа отворено, во предниот дел на капакот ставаме светла нијанса. Секако комбинациите на боите се ваш избор.
посветлата нијанса, ќе нанесеме под видите. Минимално моливче и цртуваме капак. Следен чекор е контурата за лице. Исто така со контурата за лице не треба да се претерува, за да се добие и сончен изглед и издош. Ќе контурираме само оние делови кај што сакаме да ги истакнеме. Исто така, руменилото, кај што денес го ставам во розова нијанса, се става од средина на образот, се носи некај увод. Дава свеж изглед на лицето. Она кој што исто така многу битно е да не претеруваме со продуктите кои ги нанесуваме под окото, отворици. Минимално контура. Нема да се пресликува и нема да ги назначува подашниците. Следен чекор се видите кој се многу значени за секој изглед, без разлика кој мејкап лук е во прашање. Како следен чекор ќе биде маскарата, која што и тука имам еден совет кој што можам да го споделам со вас, е дека долните трепки воопшто не мора да им ставате продукт, за да не прават сенка кон подашниците. Затвори си. Како завршен чекор се усните. Ставиме некои не многу неутрални нијанси, ќе ги означиме. Да се малку појаки. Нијансата која што денес ќе нанесеме е розевкаста кон нюд. Ја ставаме само на средината на устата. И за крај нанесуваме само малку хайлайтер на образите. Тоа беше се за денес. Се надевам дека ви помогнав, ви дадов идеја за тоа како да се нашминкате вие самите.